Македонско-албанските односи во историски контекст како потесна специјалност, исклучителен познавач на македонската историја и безкомпромисен борец во борбата против доминацијата на политиката во историската наука. Ова накратко се главните карактеристики на нашиот денешен гостин, професор доктор Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја. Професор Тодоровска, добро дојдовте и ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете денеска со нас на 2 дена пред чествувањето на 120 годишнината од погибијата на македонската револуционерна икона Гоце Делчев. За почеток, што се смени за овие 3 месеци за да се смират тензиите кои беа присутни во македонско-бугарските односи за чествувањето на годишнината од раѓањето на Делчев? Тука веројатно алудирате на 3 месеци од февруари до сега. Да. Што се смени? Сватија бугарите дека премногу агресивно настапуваат некаде каде што воопшто немаат никаква потреба. Тоа е првата работа. Второ е што македонскиот народ, македонскиот народ веќе не толерира никој да му наметнува, никој да го малтретира со некои ставови кои што апсолутно нема потреба да се дискутираат. Значи не е дискутабилно дека Гоце Делчев е роден во географска Македонија, етничка Македонија. Не е никако спорно дека тој се борел за Македонија како самостојна држава. Никогаш не се борел за Бугарија, да речеме, за да го сметаме за бугарин. Така што сето тоа веќе почнува толку многу да излегува на површина со самото тоа што бугарската политика веќе внесе толку зла крв и меѓу народот, нешто што никогаш го немало меѓу обичниот граѓани, да речеме, меѓу македонците и меѓу бугарите. Така што мислам дека се сецна и сватија дека секоја понатамошна агресивност нивна ќе донесе само непријатности за бугарската држава. Ако видите дека Бугарија, која што има 17 судски пресуди од еминентни, еминентни европски судови за признавање на македонското малцинство во Бугарија, тие сватија дека веќе таму нема игри. Не можете вие, напаѓајќи го другиот, да добиете нешто. Зошто го напаѓате? Затоа што немате нешто свое и се обидувате да му го одземете она што е негово. Така што мислам дека тие сватија дека претера, ја прекардашија целата работа. Историјата си го кажува своето и историјата си стои на тоа, дека само документацијата која што се интерпретира точно во времето кога е создадена, во времето во кое што се живеело и токму и затоа вие треба науката да ја гледате како многу сериозно, далечна наука од дневно-политичките случувања. Покрај очигледното тактизирање од бугарска страна, треба ли воопшто Македонија и Бугарија заеднички да ги чествуваат годишнините на македонскиот великан, што како обврска произлегува договорот за пријателство, добрососедство и соработка? Ајде сега јас малку ќе спорам со вашиот збор обврска. Значи, мене не може никој да ми наметне обврска затоа што тој сака. Значи, доколку зборуваме за нешто заеднички да го сработиме, нема тука обврска, или се договараме или не. Ние не можеме. Не е мој, тоа е не. договорот. Друго зборувам. Зборувам дека ние не можеме да бидеме заложници на некој што сака. Очигледно Бугарија сега моментално, имајќи го предвид нашето аспирирање за во Европската Унија, а нејзиното веќе членство во Европската Унија, се обидува да не уценува. Дали ние ќе бидеме жртва на уцена, тоа е наша работа. Меѓутоа, јас најодговорно тврдам како историчар нема апсолутно никаква потреба и нема никаква наша обврска
да ние да прифатиме нечија уцена. Знаете, има држави во кои што уценувањето се казва многу потешко, значи од убиство. Така што, она што јас сакам да го кажам, Гоце Делчев не може да се слави заеднички, тие можат да повелат кога сакаат, како гости да го посетат неговиот гроб. Може да направиме и заеднички конференции, може да работиме се. Меѓутоа, Гоце Делчев апсолутно нема ништо со Бугарија и нема ништо со бугарите. Така што, секој обид нам да ни се наметне нешто што апсолутно не одговара на историската вистина, тоа ќе биде само еден показ дека ние не си ги почитуваме, не си ги цениме нашите научници, односно науката, која што 75 години во Македонија има многу сериозна и обемна продукција. И значи тоа дека секогаш ќе се однесуваме како вазали, при тоа немајки зошто да се однесуваме така. Денот на раѓањето на Делчев, 4 февруари, годинава беше проследен со исклучително високи безбедносни мерки. Очекувате ли сликата да се повтори и на 4 мај? Не гледам јас зошто би се повторила или зошто тогаш имаше. Мене, искрено да ви кажам, не ми пречеше толку многу што имаше полиција, затоа што се очекува некои непријатни ситуации и веројатно таа сакаше да превенира, што на многу убав начин се заврши сето тоа. Не гледам никаква причина такви фанфари или такви исполитизирани ликови кои што преку некои си фондации сакаат да се прикажат како големи почитувачи ајде на Гоце Делчев, да доаѓаат овде со закани. Значи кај Гоце Делчев кај човек кој што светот го разбирал како поле за културен направ, вие доаѓате овде со закани. Значи не ви личи. Тоа значи дека вие навистина не го познавате Гоце Делчев. Не знаете што тој работел, не знаете зашто се борел и вие доаѓате овдека и ви покажувате некоја сила. Кому покажувате сила? На светот му покажувате дека вие немате минимум од култура. Тоа е. Првиот човек на македонскиот дел од заедничката мешовита македонска-бугарска комисија, Драги Ѓоргиев, во една пригода изјави дека не е работа на комисијата да каже дали Гоце Делчев бил бугарен или македонец. Верувате ли воопшто во овие негови зборови? Јас искрено да бидам, бидејќи многу убаво го знам господинот Драги Ѓоргиев, не му верувам, дури никога молчи, а камоли пак кога зборува. Така што дали тие си зеле некоја обврска, дали со тие силни евра со кои што се платени и ме врза на устата, па не смеат да изговорат дека е македонец, тоа е негова работа. Меѓутоа, неговиот збор за мене, не зборувам воопшто, за мене вреди колку снегот пред 2 години. Кога сме кај господинот Ѓоргиев, очекувате ли одново да биде избран за директор на Институтот за национална историја? И што ќе значи тоа ако евентуално не биде избран на таа функција? Па ако не биде избран, тоа ќе значи дека институтот ќе се спаси, бидејќи имавме ние конкурс еден на кој што не беше пријавен, тврдеше дека не сака повеќе да биде директор, бидејќи искрена да бидам, еве јас излегувам од таа куќа и чинам дека тој веќе меѓу вработените има некои, ајде, нека се нарака на една рака или на 2 раце, максимум луѓе кои што му веруваат и кои што соработуваат. Сето тоа се оние кои што ги препраќа во некои си комисии, при тоа не информирајќи го советот за тоа. Едноставно институтот си го направи како наследство татково. Меѓутоа, фактот дека и тој веќе сватил дека институтот не може да го трпи како директор, веројатно беше и причината што тој не се појави. Сега го минира, јас многу отворено ќе кажам, го минира изборот, со тоа што дојде до последната фаза и во последната фаза им текна дека имало некоја процедурална грешка,
Мене ако ме прашате, таа процедурална грешка е на правникот, не е на не е на комисијата, не е на советот. Меѓутоа како ќе се заврши сега тоа, навистина не можам да предвидам бидејќи од нив се можете да очекувате. Значи има слушување во институт. Има. Ајде за тоа во друга пригода. За четврток најавивте промоција на нов зборник посветен на ликот и делото на Гоце Делчев. Може ли да ни кажете подетално што тој ќе содржи? Зборникот е испечатен, моментално се наоѓа во Институт за национална историја. Ние ќе го промовираме на 4 мај, лани, значи 2022 година, на 3 и 4 мај одржавме една конференција во организација на Институтот за национална историја. Конференцијата имаше околу 40 учесници. Така го одбележавме 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Годинава точно на денот на неговото погибие, сакаме да ги поврземе тие две дати и затоа ќе го промовираме на 4 мај. Тоа ќе биде во Ману, еве ги поканувам сите наши гледачи, слушатели, да не почестат со нивното присуство, доколку нормално имаат време, имаат простор. Зборникот е исклучително разнолик, шаренолик да речем. Од многу перспективи се работи Гоце Делчев. Така, например, го имаме неколку многу интересни текстови кои што се од колеги од Институтот за македонски јазик, од Институтот за македонска литература, од факултетот, филолошкиот факултет. Сите тие на многу различен начин го доловуваат Гоце Делчев. Јас, например, во мојот текст правам една паралела меѓу Мажовски, Гоце Делчев и Блаже Конески. Неколку други колеги кои што се директно што се занимаваат со историјата на просветата и образованието даваат своји видувања за она како е застапен Гоце Делчев во учебниците, колку треба да се учи, даваат своји сугестии, така што многу е разнообразен и многу е интересен зборникот како едно четиво кое што верувам дека ќе побуди голем интерес. Има ли како го оценувате ангажманот на државата, на државните институции во чествувањето на оваа годишна, дотолку повеќе што има и за денот на раѓањето и за денот на погибијата, имаше многу забелешки во јавноста дека државата и државните институции не го даваат својот максимум. Па не го дадо ни минимумот, зашто да одиме до максимум, ние не треба само да се правиме на луди и да кажеме да, државата застана за нас, да не лажеме. Значи, лани кога го правевме целиот тој процес на чествување на раѓањето на Гоце Делчев, значи тоа беше во неколку наврати, првото го кажав, тоа беше конференцијата, и вие кога за 40 души имате само 10.000 денари на располагање, можете да замислите што сте направиле. Пазите, тие 10.000 денари не се од државата, туку од вработените од Институтот за национална историја. Ние како институција држиме предавања на последдипломски и докторски студии. Од оние уплати кои што ги прават кандидатите се одвојува одредена сума на средства и тие средства се користат за потребите на вработените. Од тие пари, значи 10.000 денари, директорот така лежерно ни подари за ние да направиме конференција. Значи конференцијата беше направена буквално со пари на луѓето од организациониот одбор. И 10.000 што беа за некое ситно коктелче, кое што исто така беше дополнето со средства од овие колегите наши кои што беа во организациониот одбор. Потоа имавме на 10 октомври, за оние што не знаат или што не чуле, е денот кога се пренесени моштите на Гоце Делчев од Софија во Скопје. Ние на тој ден на учениците од основните училишта, кои што учествуваа на нашиот распишан конкурс за литературни и ликовни трудови, им приредивме една убава, да речам така,
средба со нас и со најдобрите 10 добитници на првите 10 награди. Првите 3 деца беа наградени, исто така повторно ќе кажам, со пари од Институтот за национална историја. Првото беше со 3000 денари, второто со 2 и третото беше со 1000 денари награда. Во тој случај па ништо друго освен тие наградите, никој ништо не партиципираше. Така што сега ниту очекував, ниту сакав, искрено да кажам, да барам, затоа што кога ќе појдете да тропнете еднаш на врата, ако не ви отворат, вториот пат нема потреба да ви го скршат носот со вратата. Не побаравме. Остана и уште една друга работа, бидејќи лани кога го почнувавме целиот тој процес на чествување на 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, отидовме во Собранието на Република Македонија, бидејќи ете неколку мина ние сметавме дека е потребно да тргнеме со целата таа со сите тие настани во највисокиот дом од државата за која што се борел Гоце Делчев. Меѓутоа, ете и таму се најдоа луѓе кои што замерија зашто сме отишле. Вака, така, повторно сакаа нешто политика да измешаат и она што и вие го кажавте, и јас го кажувам, секогаш сакам на страна да стои политиката од историјата. Овој пат не решивме да одиме во Собранието, решивме да одиме во највисокиот научен дом, во Ману. Еве, голема благодарност до академикот Коцарев, кој што ни излезе во пресрет и во четврток ќе се видиме во Ману. Добро, не е ли парадоксално најблагорешено да постои највисока државна награда Гоце Делчев, а од друга страна тоа што представува негов лик и дело, државата да се дистанцира? Па ако ги видите кои се добитниците на тие награди, мислам дека, не знам, ајде да не бидам многу остра, ама ќе го кажам тоа што го мислам. Значи, чувствувам дека тоа е некаква исплата на некој заостанат влог или нешто сработено, па еве на овој начин ќе се одборчиме со некоја награда. Не можам да сватам, нема логика тоа што се случува. Меѓутоа, очигледно дека во даден момент Гоце Делчев им е многу драг, кога тие треба да земат некоја награда која што сигурно е и парично подкрепена, а во друг момент кога треба децата да се наградат за ликовен или литературен труд, никаде ги нема. Ни предстои жестока кампања за вметнување на македонските бугари во Уставот. Треба ли Македонија да го стори тоа? Ајде одма ќе кажам не и ќе објаснам зашто не. Значи, прво, македонски бугари како термин не може да влезе во Уставот, затоа што македонски бугари сме фактички македонците. Тоа е она во нивната глава. Втора работа, вие да отворите Устав за да вметнете некое малцинство, да, јас не сум тука никаков противник на таква една идеја, меѓутоа, кога вие го газите моето малцинство, ги спомнавме 17-те пресуди, кога на тие луѓе не им е дозволено нити основно образование на нивниот мајчин јазик, иако таму се со векови, од 1913 година тоа е веќе една шема која што постојано ја работи бугарската политика за обезличување на македонците и нели нивно трансферирање во бугарско национално чувство. Така што вие кога зборувате за правата на вашето малцинство како држава, треба да помислите дека ги газите основните човекови права на луѓе за чија што држава не стои ни за нив. Значи, нашата држава се има откажано од правото, кое што легитимно е на секоја држава, да си се грижи за сопственото малцинство. И покрај тоа, што матичната држава се откажала од нив, тие пак не се откажуваат од сопственото национално чувство. И вие треба да го почитувате тоа. Доколку вие не го почитувате моето национално малцинство, јас зашто би го почитувала? 3000 и кусур се на број.
Она што е многу значајно, многу важно, тоа е дека тие манипулираат со некои си цифри 120.000, 150.000, официјалната нивна бројка е 86.000. Најголемиот нивен проблем, неколку пати сум кажала, еве и овде ќе го кажам, е најголемиот нивен проблем, што тие сватија дека бугарските пасоши се само виза за заминување од Македонија и дека тие нити се чувствуваат бугари, нити ќе бидат бугари, каде и да појдат, тие ќе кажат дека се македонци. Нема да кажат, еве ние пасошот таму не им го бараат кога ќе се вработат. Така што, ви кажувам, значи бугарската држава се и чувствува измамена во смисла дека е злоупотребено правото да се добие еден пасош и со тој пасош да се замине во Европа. Неодамна неколку задруженија на македонските бугари испратија писмо до премиерот Димитар Ковачевски, со кое бараат нивно учество во комисијата за формираната комисија за уставните промени. За да не парафразирам, во тоа писмо има еден, би рекол, контроверзен дел и ќе го цитирам. Вели: имено македонските бугари беа најконструктивниот елемент во обстојувањето на вековната мечта за независна, демократска и суверена Република Македонија, држава на сите граѓани кои живеат во неа, без разлика на етничката, религиозната, политичката, социјалната или каква и да било друга припадност. Како гледате на ова? Препознавате ли нечи историски подпис? Според мое мислење и познавање на работите, ова значи целосна ревитализација на врховизмот, односно неоврховизмот и на ванчо-михаелвизмот на овие простори. Ајде вака, значи ќе го повторам она што го кажав, македонски бугари за нив се македонците. И секако дека потписот стои тука, штом тие го употребиле тој термин. Значи си стои зад ова бугарската политика и владата или меѓутоа, она што мене ми пречи во таа изјава, дека тие сакаат да учествуваат во комисија. Мој ментор за докторатот беше професор Владо Поповски. Владо Поповски го гледав на едно интервју и кажа дека не прифатил да биде член на комисијата за уставни промени, затоа што таа нема некој си тек, односно незиното формирање нема тек кој што е согласно уставот. Значи согласно уставот требало иницијативата да тргне од собрание па натаму. Вие кога ќе создадете нешто треба да има темел. Оваа комисија е безтемелна. Значи, ако се откажал од таа комисија Владо Поповски, ако се откажал од таа комисија Владо Камбовски, вие да се нафатите да бидете член на таа комисија, јас не знам, мислам, што треба да би направат. Меѓутоа, ако веќе се формирала таа комисија, која е легитимноста пак на таа комисија да одлучува, да кажува што и како ќе се смени во уставот, немајки го темелот. Така што целата таа работа е многу на песок поставена, не може во песок да се гради куќа. Самиот факт, значи, што некој си сега пак бара да влезе во таа комисија, е многу јасен показател за притисокот кој што тие сега го прават од друга страна. До сега беше преку Гоце Делчев, ќе одиме на гробот, ќе кршиме, ќе викаме, чуда ќе правиме. Меѓутоа, сега на многу посуптилен начин, од внатре, ќе ровариме. Тоа е фактички тоа што јас го подразбирам под оваа формулација, дека тие сакале. Јас сакам многу работи, меѓутоа нема. Тоа е. На крајот би сакал да ви прашам за формулациите што се употребуваат од страна на политичарите
и дел од историчарите членови на комисијата и на телото за одредување на имињата на Сдруженијата на македонските бугари. Па така, например, се споменува бугарски фашизам, Добро. соработници со фашистички организации или држави кај кои бил присутен фашизмот или нацизмот, Добро. или пак една формулација блиски до фашизмот. Иако наведом има нијанси меѓу овие формулации, во суштина меѓу нив сепак има разлики. Можат ли да предизвикаат некакви последици непрецизностите и конзистентноста и отсутството на конзистентност во користењето, во нивното користење? Видите, јазикот е многу жива материја и вие доколку си играте со зборови можете да влезете во оган. Она што ние не сакаме да сватиме, не ние, историчарите сваќаат. Меѓутоа, политиката што не сака да свати. Не сака да свати дека вистината вие не можете да ја смените ако некого го наречете администратор, а не фашист. Значи, како си бил фашист, си бил фашист. И во тој период така го цените. Вие не го цените од денеска, туку го цените периодот, затоа и пред малку реков. Вие треба да знаете, значи, прво терминологија за периодот за кој што зборувате. Не е секогаш истата терминологија. Еднаш било Османско царство, еднаш е Османлиско царство, еднаш е Турско царство, еднаш е... Значи, толку многу варијации има со кои што можете вие да го објасните периодот во кој што или за кој што зборувате, што не можете против тоа, против вистината. Вие толкувате. Значи, не можам јас да речам дека Хитлер не се ракувал со бугарски великодостојници, дека не доаѓале овде каде буквално да убиваат, дека ваташките деца не се стрелани од фашисти. Од кого се стрелани? Значи, не можете да избегате од вистината. Вие можете денеска да правите торта, да ставате од озгора цреша, меѓутоа внатре содржината да не ви биде јадлива. Ете, тоа е оно што сега Бугарија сака да ни го наметне. Да имаме само шлак и да имаме од озгора цреша. Затоа викам, значи, фашизмот си стои. Дали тие го надминале со сите овие постапки, јас ќе кажам, најодговорно тврдам дека не. Ова досега што нам ни се случува и ова што нам ни се прави е само плод на една, тајте, бела книга која што ја нареков јас, на бугарите која што е изработена 2007-2008 година. Тоа е односот на Бугарија кон Република Македонија. Во неа буквално есе зацртано. Во неа многу убаво си пишува како ќе се однесуваат тие кон македонците на Косово, кон македонците во Албанија. Она што е многу трагично, тоа што македонската држава навистина ама ништо. Најодговорното ништо не направи да им помогне на тие луѓе кои што се борат, не се тоа агресори. Таква е таа нивна политика која што ве тера буквално да си се откажете од себе и од својата национална припадност само за тие да имаат некаква придобивка. Во едно, од моите настапи во едно интервју, ги однесов и ги покажав, жал ми е што денеска не ги носам, 3 весника има на македонците во Албанија кои што излегуваат. Тоа е првиот Емир, кој што излегуваше на македонски и на албански, меѓутоа поради финансиска немој, луѓето се откажаа од негово натамошно излегување, излегува некаде околу 10 на 15 броја. Весникот Преспа, кој што е прв македонски весник во Албанија, кој што излегува од 1994 година, февруари првиот број е излезен, оваа година славеа 30 години од излегувањето на првиот број, значи мислам последователност. Весникот Илинден на македонското друштво Илинден од Тирана, ниту еден нема таму весник кој што излегува од бугари или од бугарски луѓе. Од друга страна, па еве и тоа да го кажам, кога се нели последователни се гласања сега во Бугарија за нивна власт, односно за парламент и за влада, тие цело време имаат по 14-15 души што им гласаат во самата амбасада.
Значи нема никаков интерес кој бугари таму во Албанија се закрева да оди да гласа во бугарска амбасада. Никој. Значи немате бугари. Луѓе, јасно е, платеници да. За платеници не зборуваме, има. Меѓутоа, тие платеници се толку една шака народ. И никако не успеваат да го растурат македонското ткиво. Сега да се вратам. Македонците, значи во Албанија се оставени на буквално милост и немилост на бугарската пропаганда. Со огромни пари таму се фрлаат за да се побугарчат македонците. Македонскава држава нема однесено 10 топки за училиштето. Таа бугарска пропаганда очекувам да биде многу по-сериозна и многу посилна и во Македонија. Очекувате ли и вие такво нешто? Во создавањето платеници, така? Платеници има, да не се лажеме, тие си роварат многу време. Јас во една прилика ја коментирав бројката на бугари во 1994 година при пописот во Македонија. Тогаш, знаете колку бугари има? Влегуваат во онаа цифра на други. Значи, толку ги има, реално. Кој им бранел во 94 година да се изјаснат како бугари? Имаме мака од платениците и ќе имаме мака од платениците, меѓутоа јас сум убедена, имаме една сентенција која што си ја користам често на научни симпозиуми, велам денес, утре ќе биде вчера. Значи да мислиме на тоа како утре ќе не гледаат луѓето, како утре ќе не гледаат нашите деца и нашите внуци, не да не гледаат како платеници кои што си ја продале крвта, туку едноставно, достоинствено да си застанеме за она што си го имаме, коренот нас не држи, ние сме стеблото, меѓутоа да не ги уништиме гранките и ветките. Професор Тодоровска, ви благодарам за разговорот. Благодарам вам за поканата. Беше чест и задоволство.